наоѓа нова во Бразил. Токму екипата која престојуваше во Сао Пауло и во Бразилија ја следеше официјалната посета на шефот на македонската држава Ѓорге Иванов овде во Бразил. Ова е и прва официјална посета на кој било македонски претседател на Бразил и на Јужна Америка. Домаќин на Иванов беше неговиот бразилски колега, претседателот Мишел Темер. Двајцата претседатели разговараа за билатералните односи меѓу двете земји, но и за економските релации меѓу Бразил и Македонија. Do mercado da Macedônia. Со вашата посета, господине председател, јас сум сигурен дека отвараме нови полиња на соработка. Сакаме да отвориме нови полиња за соработка. Сакаме да го зголемиме степенот на трговска размена. Сакаме да промовираме проток на инвестиции. Сакаме да создадеме нови канали за политички диалог и за соработка. Значи, јас сакам да кажам, во овој историски ден за односите меѓу Македонија и Бразил, јас предлагам здравица за благосостојба на председателот Иванов и на неговата делегација и за врските на пријателство кои ги обединуваат нашите народи. И онај нашу школа. Добри. Почитувани присутни, денеска со мојот пријател председателот Темер имавме срдечна и конструктивна средба. На взаемно задоволство констатиравме дека односите меѓу нашите две пријателски држави се на мощно и задоволително ниво со огромен потенцијал за унапредување на соработката. Билатералниот договор на безвизен режим е добра основа. На повидок е склучување на повеќе билатерални договори со кои ќе се дополни правната рамка за соработка во трговијата, земјоделството, образованието, науката, медицината, инженерството и технологиите. Таму каде што постои одржлив баланс меѓу слободата и поредокот има поволни услови за напредок и процут на општеството, а тоа е заедничка цел на нашите две демократски општества. Со таа мисла на самиот крај сакам да наздравам за ваше здравје и лична среќа, како и понатомашен развој на македонско-бразилските односи и соработка меѓу Република Македонија и Федеративна Република Бразил. На здравје! Навистина представуваше голема чест да се биде во оваа прва официјална посета на македонски председател на Бразил. Како што знаете, поводот е отварањето на нашата прва амбасада во Латинска Америка. Навистина средбата со мојот домаќин председател на Бразил беше навистина содржајна и конструктивна, што отвара можности за идна соработка. Инаку ние имаме извонредна мултилатерална соработка. Македонија секој пат ги поддржува кандидатурите на Бразил и исто така Македонија е во групата што ги поддржува иницијативите на Бразил за реформи на Советот на безбедност на Обединетите нации. Инаку Бразил, како што знаете, е една од најбрзо растечките економии во светот, таа е членка на G20 групата, членка е на БРИКС и отвара огромни можности за културна соработка и научна соработка и соработка во сите области. Македонскиот претседател во Бразил беше примен со високи почести од страна на неговиот колега домаќин, бразилскиот претседател Мишел Темер. Двајцата претседатели разговараа за продлабочување на билатералните врски помеѓу двете држави, но пред се за засилена економска соработка. Како прв чекор, Ѓорге Иванов го спомена укинувањето на визите кое се случи минатата година и со визната либерализација сега граѓаните на Македонија и на Бразил за краткорочен престој може да патуваат без визи. Секако добар знак за успешно пријателство и отворањето на македонската амбасада овде во Бразилија. Иако географски Македонија и Бразил се на големо растојание,
се очекува зближување на односите меѓу двете земји, особено на економски план. До Бразил се патува 24 часа. За влез во земјата не ви треба виза. Либерализацијата е постигната од лани, истата година, кога Македонија испрати свој амбасадор во земјата. Сега до институциите на Бразил е поднесена правната рамка за регулирање на нашите билатерални односи. Токму ова треба да им го отвори патот на бизнисмените за присуство на бразилскиот пазар, но и за зголемена трговска размена. Бразил е една од најбрзо растечките економии во светот, членка на Г20 и членка на БРИКС и отвара огромни можности за културна, научна и соработка во сите други области. Македонија ја отвори првата амбасада во Бразил и Латинска Америка. Сега очекувањата се дека и Бразил ќе отвори своја амбасада во нашата држава. Покрај дигиталната трансформација, личниот контакт е незаменлив и личното ваше присуство на овој чин кажува дека ова е почеток на едно ново пријателство, контакт и соработка со земјите кои сме заедно. Ни е неопходна соработка и неопходни се лични контакти меѓу сите представници на земјите, на сите континенти, бидејќи на сите ни е неопходен мирот, неопходен просперитетот, и неопходно е на младите поколенија да им оставиме известна иднина. Nesse período, vimos a entrada em vigor. Во овој период го видовме стапувањето на сила на договорот за визна либерализација, кој што е темелен за зближување на нашите народи, затоа што веќе ги олеснува посетите помеѓу двете земји. Идентификувавме можности во областите на разузнавањето, соработката во правосудството, трговијата и културата. A Macedônia é dos raros estados. Централен дел на работата на оваа амбасада ќе биде борбата за привлекување на странски инвестиции во Македонија, посебно на најглобализираните и технолошки водечките бразилски брендови. Не само со неговиот колега и домаќин, бразилскиот претседател Мишел Темер, македонскиот шеф на државата имаше и повеќе средби со бразилски парламентарци. Со нив зборуваше за градењето на пријателство, но и на добри билатерални врски помеѓу Македонија и Бразил. Во Сао Пауло, шефот на македонската држава Иванов имаше средба за засилена економска соработка со првите луѓе на Федерацијата на индустрии на Сао Пауло. Станува збор за моќна стопанска комора, една од најразвиените не само во Бразил, туку и во цела Јужна Америка. И не само за политика. Престојот беше искористен и за деловни средби со моќни економисти, како со Пауло Скаф, прв човек на Федерацијата на индустрии на Сао Пауло. Нему претседателот Иванов му посочил дека од интерес на двете земји е да се зголеми трговската размена и да се разгледаат можностите за бразилски инвестиции во Македонија.
Бразил живеат и работат повеќе од 5000 бразилци со македонско потекло. Најголем дел од нив живеат во Сао Пауло. Економски се успешни и вложуваат многу во образованието на своите деца. Токму македонската диаспора размислува и за основање на македонско-бразилска стопанска комора. Тоа е една идеја што ја гаиме, да се направи една стопанска комора помеѓу Бразил и македонско-бразилска стопанска комора. Мислам дека ценам дека има услови за некои наши производи тука да поминат на бразилскиот пазар. Ке видиме. Јас работев за меѓународна стопанска комора во Париз на времето. Еве сега ги контактирам моите контакти таму за да ни помогнат при основање на таа комора. Се надевам дека ќе успееме. Имаме добра поддршка локална од некои локални бразилци кои се феноменално заинтересирани за креација на таа комора, па ќе видиме. Мислам дека има простор и ќе видиме и од тука што може да иде во Македонија и од Македонија, најинтересно е од Македонија тука да доаѓаат некои производи, нормално. Ви недостасува ли Македонија? Па ми недостасува, само што ја често патувам. Јас сум 2-3 пати годишно во Македонија, така да не тагувам толку многу, ама ми недостасува. Но сепак условите за професионална кариера секако тука се подобри. Да, тука се поголеми, поготово за така повисоко квалификувани луѓе, дека има многу повеќе можности. Во Сао Пауло живее и струмичанецот Методија Калкашлиев, предводник на струмичката петорка, борец за идеалите на Македонија. Тој со солзи во очите пред камерата на телевизија Нова зборуваше за неговата животна историја. Идејата за независна Македонија. Она време се плакеше со живо. Не беше лесно. Да прокламираш независна Македонска република. Денеска, ето го имам председателот од страна на Република Македонија, кој за мене е голема чест да можам да го примам во Бразил председателот на Република Македонија. Ние сонувавме со тоа име. Се жртвувавме за тоа име. Станахме предмет на преследување од сите тајни полиции во онаа време. Има време за се. За борба, за идеологија, поарно речено доктрина. Бразил е најголема држава во Јужна Америка, федерација составена од 26 држави, еден федерален округ и општини. Главен град е Бразилија, официјален јазик е португалскиот, најгусто населени се градовите Рио де Жанеиро и Сао Пауло. Бразилија е престолнина на Бразил, со 3 милиони жители. Таа е трет најголем град во Бразил. Бразилија е и центар на бразилската власт. Во Бразилија е сместена и претседателската палата, но Бразилија е и центар на големи светски корпорации, бразилски банки и меѓународни институции. Бразил е светска 10-та економија. Новите економски реформи дадоа нови проекции за развојот на земјата. Јужниот регион на Бразил е составен од 4 држави. Ова е најбогатиот дел на Бразил, бидејќи билда дури 60% од бруто домашниот производ на земјата. Јужниот регион е најнаселен. Во него има многу автопати, универзитети, болници и училишта. Сао Пауло е најнаселен, најголем, но и најбогат град во Бразил. Силната економија ја прави моќна, но и една од најбрзо растечките економии во светот, а секако и во Јужна Америка. Економијата во Сао Пауло е базирана на финансиски компании, текстилна индустрија, машинско производство, но и на туризам. Најпопуларниот спорт во земјата е фудбалот.
Бразилскиот национален фудбалски тим е рангиран меѓу најдобрите во светот според ФИФА и го има освоено ФИФА светскиот куп рекордни 5 пати. Одбојката, кошарката, автотрките и боречките вештини исто така привлекуваат голема публика во бразилската спортска јавност. Бразил е атрактивен и за туристите од целиот свет. Оваа јужноамериканска земја има многу да понуди. Од екзотични плажи, уникатна архитектура до оригинална музика и традиционална храна. Бразилскиот карневал е еден од најжешките и најинтересни карневали на светот. Бразил е вистинска атракција за пречек на Нова година. Милиони луѓе облечени во бело на Копакабана се забавуваат до утринските часови. Има и огномет кој започнува на полноќ. Бразилците се добри домаќини, среќни и подготвени за забава. Бразилските градови главно се комбинација од традиција и култура од една страна и модерни вредности на друга страна. Важна е соработката меѓу Македонија и Бразил, не само заради пријателскиот дух помеѓу овие две земји, туку и заради моќниот Бразил, пред се на економски план. Ако се земе предвид дека токму Бразил има една од најбрзо растечките економии, земја која е членка на БРИКС, но и на Г20, земја стратешки партнер на Европската унија. Од Бразил за телевизија Нова известува Билјана Василева Трендафилова и снимателот Целе Ристевски.